Dobar dan, dragi prateli. Danas će zbrujemo za interesna tema, ono što vi govetih na moj profil, znači za predstavstvo na Srbije, Aleksandar Vučić. Ono što go najviše ušte pred 7 meseci, moja video analiza koja rekao sam će zamljen ili će biti likvidiran. Nažalost se bliži toj den. Zašto? EU go pušti niz voda Aleksandar Vučić. Zašto go pušti? Na 5. септември, значи пред некој ден, што беа одржани протестите кои беа и насилни, имаше и од двете страни, и од протестантите и од полицијата на селство. По тоа, председател на Србија изјави дека буквално обвини Европската унија, што може би има место, вели од Европската унија дојде олшот да ја руши Србија. Нека идат, нека си рушат своите земји. Веднаш потоа реагираше Европската унија, фон дер Лајен и останатите, особено зелените и представителката на зелените од Србија, бара да испита неговиот имот, да се воведат санкции кон него, кон Брнабич, кон министрот за Дачич за полиција и да се пита делувањето на полицијата за време на протестите. Но сега не почна, тоа почна некаде пролетта кога студенти отидоа во Страсбург да се жалат во Европската унија. Значи, тука веќе почнуваат, но и тука не почнува тоа. Вистинскиот пат на Вучич почнува со склучување на договор со Тинто, тоа е британско-австралиска фирма, за искупување на литиум во Србија. Се крена народ и тогаш и Ѓоковиќ, Новак Ѓоковиќ ги подржа да нема искупување. И во тој момент тој ја изгуби поддршката и од Кина, кој е најголем инвеститор во Србија и буквално го поседува рудникот за злато и бакар Бор Мајданпек, Прераз Смедрево и многу други фирми. Буквално Србија Вучич ќе направи втора кинеска држава, најмногу инвестиции има таму нивни, и тоа се дадени инвестиции на 100 години. Тој исто кој да продал земјата. Во Нови Сад се случи на трчицата која беше наместена работа и покасно се потврди, затоа не смеше да ги даде сите документи кои студентите ги бараа. А ја уште одамна имам кажано пред 7 години дека главна цел дестабилизација на Србија и Македонија. Вучич се трудеше да ја спаси до некаде Србија, со тоа што буквално направи предавство, зашто во самото Министерство за одбрана на Србија има канцеларија на НАТО. Србија има повеќе направено вежби со НАТО колку со Руската Федерација, или па ние што имаме со НАТО направени вежби или учествували во тие вежби. Но не само тоа, он од Европската унија, поточно од Германија, доби советник, поточно некој што ќе го следи во неговиот кабинет, сами го си вика тоа е мој Шваба. Значи, не може да се седи независлочено, он отиде и да не ги изгуби Русија и Кина, отиде и 9 мај беше во Москва, но исто така сега од 1 до 3 до 5 беше во Кина, на ШОС, но таму беше ко 13 прасе. Од култура Си Џинпинг повеќе разговараше со него, Путин, кој што пренесуваат неделите 5 минути, 3 секунди или 30, нема да рече за збор. Се тоа се случи и веднаш и за време на самитот во Кина и на парадата воена. И оно што случи на 5 во Србија, посебно во Нови Сад, беа
брутални процесите и од двете страни, се удираш и по деца, по жени. Србија буквално Вучича донесе пред на граѓанска војна. Но кој ќе ја погледам неговата натална карта и транзитите, ја во многу случаи кажав дека он насилно ќе замине власт, во минатото моје видео, ако ме редовно следите. Инаку, ова е, ја не знам дали Септември ќе преживее на власт. Зашто? Во моментот транзитен Марс му е на 22 степен, во четврта куќа, значи во дома, насилни процеси ќе продолжат уште посилно, а натален му е на 28 во 10 поле. А 10 поле кариера, значи насилно заминување од власт. Тоа го кажа уште пред 7 месеци, а тренутно Септември сега баш вклучен до тоа, бидејќи двата Марса му градат опозиција. Значи четврта и 10 куќа, дом и кариера. Значи, може некој или да биде, не да може ликвидиран, или да биде приморан да поднесе оставка, како го препорачал, то побрзо да ја поднесе и да излезе од политиката, бидејќи од затвор се излегува, од груп не. И треба да се напомене дека и Јупитер, не сум сигурен дали тргна ретроградно, али годинава му е во 12 куќа на посвест, непријатели, тинствени, а Јупитер обично го представува странството и пусти на 9 поле, значи нема подршка од странството и не се саве сојузници, што Кина и Русија. И мислам дека од зелени од Србија, што е на партијата, не знам како се викаше, она побара од Европската Унија да се воведат санкции кон Вучич, кон Брнабич, кон Дачич, потекло на нивното име и потекло на парите што ги добива, дали са користени за подкуп. Мислам, која помош од Европската Унија за пристапни преговори. Тоа е така стоат работите. Моја е да му кажам и плюс транзитно сонце имам во трето поле. Исто овој месец ќе биде во конјункција со натален Плутон, а Плутон владе со смртта и со Скорпијата. Значи, ја му давам совет, мислам како сакате него, но еве и при него повикување на ликвидирање, не дај Боже, ќе се направи вистински хаос и на граѓанска војна во Србија. И со самото барање во Европската Унија од парламентарецот на Народната партија, кај што е Српската народна партија на Вучич, се бара нејзино исклучување од народните партии во Европската Унија. Значи, периодот не е полезен за нив, а не е добро кога игра мечка во кошите, може и кај тебе да дојде, треба да се внимава многу на последиците што се влечат, особено кога сега Европската Унија која рането животно. Толку за сега. Оние кои имаат желба да ме следат, треба на YouTube да притиснат на копче subscribe или претплати се бесплатна, а може да ме следат и на Instagram и на TikTok. Драги пратели, посакувам ден со Македонија и со Западот напред.